Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студио, а наш денешен гостин во рано наутро е господин Томе Биновски, подпредседател на Јога Сојузот на Македонија и јога професор. Господине Биновски, добре ни дојдовте во нашата утринска програма. Добре ве нашол, поздрав до вашите гледачи. Така. Еве, најпрво ќе започнеме од она основното. Што е всушност јогата и која е целта на овој вид вежбање? Видите, јогата е наука за човекот, пред себе рекол, затоа што офаќа многу елементи, е многу комплексна и представува едно старо знаење кое е дошло до ова наше време, токму поради тоа што е исклучително моќно и комплексно. Значи, нешто што е потврдено во праксата низ историјата неколку илјади години и ние може да го практикуваме денес. Инаку јогата може да се каже дека значи единство. Значи, тоа е еден систем, една наука за едно психофизичко усовршување на човекот и на физички, и на психолошки, и на ментален план. Еве, лаички гледано од страна ќе кажеме дека е неопходно да се молчи додека се вежба јога. Каков е ефектот од применувањето на јога вежбите? Видите, значи, јогата не е спорт. Значи, јогата е еден систем во кој вие влегувате во себе и работите, значи, како што спомнав и на вашиот развој, на физички, на психолошки, на ментален план, односно, најглобално кажено, значи, јогата е наука за спиритуален развој на човекот, значи, во една повисока фаза, и тоа молчењето е неопходен аспект затоа што вие работите со себе внатрешно. Значи, немате, освен одредени физички позиции, асани, да кажеме, кои се работат, или техники на дишење, кои можат да се гледат од надвор, инаку техниките на концентрација, на медитација, да кажеме, се невидливи од надвор и затоа тие се работат, значи, внатрешно. Значи, човекот кој работи јога, тој е исклучително активен, меѓутоа внатре во себе. Не е тоа нешто како во другите, како во спортовите да се гледа, да се такмичат и така натаму. Значи, во јога ви имате едно внатрешно усовршување, едно знаење кое го применувате во еден континуитет и нема некоја надворешна манифестација. Инаку молчењето е затоа што вие сте фокусирани на одредени елементи, на одредени техники кои ги работите всушност. А еве, например, кога е идеален момент да се започне, односно да започнат луѓето да вежбаат јога? Секој момент е идеален, да ви кажам. Значи, секој време во животот е одлично време да почнете. Значи, може да почнете и со деца. Ние сме работеле и специализирани курсови со деца. Во Штип, тука за прв пат во Македонија почнавме да работиме во поголеми групи, а работиме и со пензионери, значи да речеме во трето доба, да кажеме. Значи, во секој случај имат корист луѓето, без разлика кога ќе се вклучат во јога. И да кажеме за гледачите кои сега ја слушаат и ја гледаат емисијата, дека не е битна, да речеме, физичката спремност, не е битна конституцијата, возраста, полот, тука вашата физичка кондиција воопшто не е битна. Значи, вие во секој момент може да почнете да практикувате јога, потребно само да дојдете на час по јога и да почнете да вежбате и да го задржите континуитетот во тоа. А посебен ли е посебен простор за применување на јога вежбите? Не. Значи, за јога може да кажеме дека воопшто не е битно тоа. Значи, јога како знаење може да го применувате било каде се наоѓате. Вие може да вежбате во сала, кај што се вежбате, да речеме. Еве, во јога друштво Штип, значи, ние работиме во Домот на културата, во салата, во Основното училиште Димитар Влахов, во малата сала. Значи, тоа е таму каде што се предават техниките, значи каде што се предава знаењето на практикантите. Но тие може се способени, значи, одредена програма да ја практикуваат во домашни услови. Можете во природа да вежбате, може било каде да одите на пат некаде, што се вели во хотелската соба и таму седнете и вежбате. Еве, од вашето досегашно искуство, колку штипјани ја сакаат јогата? Има ли доволно посетители на јога? Видите, во Штип, значи, повеќе од 25 години функционира јога друштвото во континуитет. Значи, нема никој пат не имало прекин. Значи, ја сакаат јогата, не само во Штип, него и во другите градови во Македонија, затоа што јогата е една една современа, значи една потреба на современиот човек. Значи, јогата му укажува на човекот како да се
современиот човек посебно да се соочи со проблемите на денешницата, пред се со стресот, со ситуациите го сноѓа човек. Значи јогата е знаење кое практично го применувате во животот и влијае на подобрување на квалитетот на вашиот живот. Така. А еве Јога Сојузот на Македонија веќе 3 децении работи јога курсеви за бремени жени. По чија методологија се работат курсевите за бремени жени? Значи Јога Сојузот на Македонија, значи кои ги опфаќаат центрите кои работат по методологијата на учителот Павлос Хасанагас, точно веќе 30 години работи со бремени жени, значи тоа се специализирани курсеви каде ефектот е со жените во бременоста да бидат едуцирани како да го подобрат своето здравје, како да ја подобрат својата психофизичка состојба и да се припремат за чинот за пораѓање. Значи тоа е методологија, тоа е едно знаење кое се применува и кој одава одлични резултати овие веќе 3 децении на активност. А минатата година имате одржано и дебатен форум Јога за бремени жени во Битола. Да. Нешто околу ова да не. Можете доколку може и техниката да се вклучи, имаме некои фотографии таму. Значи, дали може да ги пуштиме фотографиите? Значи убаво е да се види, значи тоа е дебатниот форум кој точно пред една година, скоро во декември 2014 година во Битола се одржа. Тоа е значи тука присутен јога учителот Павлос Хасанагас, доктор Благој Георгиевски, председател на Јога Сојузот и професор, значи Александра Адамовска Митковска, која е јога инструктор и која ги води часовите во Битола, и господјата е гинеколог Савеска од Прилеп, која има работено со бремени жени кои практикувале јога и која баш зборуваше за ефектите од аспект на, да речеме, медицинско знаење, како влијаат тие на практикантките кои доаѓаат на часовите по јога. Иначе, дебатниот форум беше интересен што тогаш се и промовираше документарниот филм Јога за бремени, во кој бремени жени кои практикувале јога кажуваа за своите искуства. Значи, многу интересно и многу мокно беше тоа да се чујат жени кои се породиле, а кои работеле во текот на целата бременост, практикувале јога. Задоволството е поголемо и на вас, професорите, што... Не само задоволството е што е поголемо, туку и, да кажем, начинот кога го искажуваат тие жени кои го практикувале, кои го поминале тоа, е многу моќно. Значи, тоа задоволство, тоа зраче од нив дека им помогнало, значи, тие практични курсиви кои во рамките на Јога Сојузот ги поминале тие, секако тоа, значи, под воство на искусни професори и инструктори, значи, како влијае на породувањето, како влијае на соочувањето со, да речеме, тој страв кој го имаат жените пред пораѓањето, дали ќе биде добро, дали се ќе биде во ред, значи, како биле припремени на психолошки план, на физички план, и како ја развивале свесноста за сето таа состојба на сила, внатрешна сила во жената која има. Инаку жената е исклучително моќна. Природата ја обдарила, но преку јога програмата тоа го усовршува и станува свесна за чинот на пораѓање. Значи, жената се спрема за еден, како вели учителот, еден безвременски момент, тоа е чинот на раѓање, за кој таа треба да биде припремена, психолошки свесна, да знае што ја чека и како да постапува, како да се работува во самиот чин на пораѓање. Тоа практикантките го кажа секој од свој агол, секој од гледна точка, меѓутоа битно беше задоволството кое зрачеше од нив. Така. Еве во теке и заеднички проект помеѓу Јога Сојузот на Македонија и Министерството за здравство. Од каде започна оваа соработка? Па вака, значи, соработката започна од страна на, мислам, под поттикот од страната на Министерството за здравство. Тие, значи, имаа сознание за нашите активности, за резултатите кои ги има Јога Сојузот, за долгогодишната активност и се обратија до Јога Сојузот да се организира таков проект Јога за бремени во повеќе градови на Македонија. Значи, во Штип, во Скопје, во Битола, во Прилеп истовремено се отпочнаа со практични курсиви. Мора да напоминам дека Јога за бремени се работи, како што рековме, 30 години. Имаше многу тимови во Министерството за здравство, но овој тим на Министерството за здравство, предводен со министерот Тодоров, значи имаше сенс за
ова активност, ова знаење кој го има Јога Сојузот на Македонија и на овој начин преку овој проект Министерството за здравство и Јога Сојузот, значи тоа знаење кој го има го ставија на располагање на бремените жени во овие неколку града во Македонија, што секако исклучителен придонес во подобрувањето на здравствената состојба на бремените жени и се вклопуваме во активностите на Министерството за здравство за поддршка на наталитетот во Македонија, и во овој проект Нивник кој почна од 1 декември за нулта партиципација за бремените жени, значи се посветува големо внимание. Сакам да кажам дека и реформските процеси кои ги отпочна министерот Тодоров во Македонија покажа дека тој е човек како и неговиот тим, значи имаат чувство за нови работи, за нови новини, за знаење, имаат чувство за предизвик. Затоа што на овој начин Министерството и Јога Сојузот на Македонија помагаат во подобрување на наталитетот во Македонија, помагаат во едуцирањето на бремените жени за чинот на породување, помагаат за подобрување на нивната здравствена состојба и мислам дека ова изворена работа која треба да продолжи во иднина. А еве имате одржано и повеќе средби со гинеколозите. Еве какво е нивното мислење за оваа тема? Да, ја би замолил во техниката да пуштат, имаме фотографии баш со тоа. Значи на иницијатива на Министерството за здравство, значи имавме ние средба со Сдруженијето на гинеколози на ниво на Македонија и одржавме едно предавање, една кратка едукација за гинеколозите, тој е доктор Благоа Георгиевски, значи председател на Јога Сојузот на Македонија, јога професор и истовремено специјалист физијатар во Прилеп. Значи тој преку презентација заедно со Александра Митковска, значи ги презентира ефектите од јога, еве тоа е дел од презентација пред гинеколозите и побудија навистина големо интересирање. Добар дел од гинеколозите во Македонија се запознаени за вклучувањето на јога програмите во подобрување на психофизичката состојба на бремените жени, затоа што е тоа светски тренд. Значи ова што го ние кажуваме за гинеколозите, значи добар дел од нив го знае, меѓутоа кога одблиску вие им презентирате со аргументи, со факти, со искуство, сепак тоа е веќе нешто друго. Значи се работи за нешто што во светски рамки е признаено и кое се користи веќе на големо во светските центри. Така да ова издигна Македонија на пиедесталот на земјите, посебно Министерството за здравство, на земјите кои организираат нешто квалитетно, кои вклучуваат нови знаења во подобрувањето на здравствената состојба на жените кои се во периодот на бременост. Така, еве што добиваат бревените жени од курсевите? Напоменавте дека се работи за бесплатни курсеви. Да, значи, да напоменеме, значи, овие курсеви се бесплатни, финансирањето од страна на Министерството за здравство и дека жените може да дојдат да практикуваат јога. Ние ќе продолжиме и после нова година, ние работиме во Домот на културата во Штип, репетиционата сала, значи тоа е еден убав простор, затоплен простор, каде можат да дојдат и да учат, едноставно, да бидат едуцирани. Што може да добијат, што добиваат жените, тоа е вистинското прашање. Добиваат прво едно моќно знаење, кој ги припреме на физички план, значи подобрување на мускулатурата, посебно онаа мускулатура која во карличната зона, значи стомашната мускулатура, комплетно и грбната мускулатура, што е неопходно за одржување, за држење на плодот, значи цело време, значи вие мора да имате добра мускулатура, ако сте бремени, значи бремена жена, за да издржите таа тежина на бебенцето кој го носите. Ја добиваат една свесност, развиваат за себе, за состојбата во која се наоѓаат, за специфичноста на моментот кој го поминуваат, за сознанието дека тие се здрави, значи бременоста не е болест, не се тие болни, значи тие се во една исклучителна фаза во својот живот. И значи ние преку знаењето кој го пренесуваме на практикантките кои доаѓаат на часовите,
Извинете што ќе ве прекинам, да се надоврзаме на ова. Во Штип колку бремени жени посетуваат јога? Има ли интерес? Има. Значи, бремени жени кои доаѓаат, значи сега на часови зависи од која некој се прехладе ваму таму, значи доаѓаат, значи десетина жени се во прашање. Во Скопје имаме, значи поголема група кој голем град, исто во Битола, во Прилеп. Значи имаме и некои слайдови, може да одат со бремените жени, може техниката да ги пушти. Значи жените пред се, значи се спремаат за тој чин на пораѓање. Значи прво свесноста се развива, сигурноста во нив, мускулатурата се припрема за чинот на пораѓање, потоа учат техники за дишење, значи жената треба да знае правилно да дише, значи одредени комплексни йога техники, ево ова е на часот, значи ова е од форумот, дебатниот форум што беше. Значи ние ги припремаме нив со тие техники на концентрација, техники на релаксација, на медитација. Значи жената треба да биде припремена за чинот на пораѓање, да биде свесна, да биде стабилна и да знае да соработува со тимот на гинекологот, на бабиците околу неа и да ги знае што ја чека и како треба да функционира тогаш. После практикувањето на часот по йога, жените дома работат. Значи, следните часови доаѓаат, ги едуцираме, повторно учат. Еве, например, што најчесто ве прашуваат бремените жени? Па најчесто не прашуваат дали ќе биде добро сето тоа. Пораѓањето секако дека ќе биде добро кога тие се припремаат. Значи да кажеме дека еве ова е дел од практикантите во Штип, значи се припремаат и студиозно се работи со нив. Значи тие часови се користат за да усвојуваат нови знаења. Значи ако научи жената да се релаксира, ако научи правилно да дише, ова е часови во Скопје. Значи йога професор Ванчо Тасевски ги води часовите, значи одредени торзи работат сега во моментот, значи или техника на истегнување ова така, значи ова е ротација на стапала, се развиват свесноста за состојбата во која се наоѓаат со знаење. Значи, да се надмине стравот, значи да се стекне сигурноста, да стекнат знаење. Тоа кој ќе го имаат жените, тие поминуваат многу лесно во фазата на пораѓање. Треба да кажеме дека на жените после трети месец доаѓаат, значи после 12 недели. Значи има одреден период од кога може така. Пошто тие 12 недели се покритични и доколку нема проблем во бременоста, 90% е здрава бременост. Значи жените може да дојдат, може да се јават и да се приклучат во било кој момент. Не е битно дали од трети месец до 9 месец. Значи секој месец поминат на часови во јогата друштво Штип им овозможува на нив да стекнат знаење, макар и да е 9-тиот месец. Значи ќе научи нешто, ќе се спреми. Ако почне од порано, ќе има повеќе време да се припреми. Значи вежбите си прилагодени на состојбата на жената, значи не се применуваат сите вежби во јога, има и јадници вежби, но програмата е прилагодена према нивната состојба, дури и према месецот на бременоста, да речеме, се оди до каде може да одат, колку пати да се повторуваат одредени техники. Значи многу е битно жената да ја стекне, што велам, таа сигурност, тоа знаење, посебно дишењето. Значи жената во фаза на пораѓање треба да знае да се релаксира, да се опушта во моментите, да научи правилно длабоко да диши и да ја зачува енергијата за чинот на пораѓање. Тоа знаење тие го стекнуваат на часовите во Јога Сојузот на Македонија. Еве, например, планирате ли да го продолжите овој заеднички проект заедно со Министерството за здравство и во иднина? Да. Има најави од Министерството за здравство дека секако дека сака да се продолжи тоа, затоа што сакам да кажам дека ова е извонредна работа на самото Министерство, значи на нивната иницијатива, а се разбира и знаењето кое го поседува Јога Сојузот и дека ова работа мора да продолжи. И мислам дека е пример како Министерството за здравство на чело со министерот Тодоров организира ваква активност, пример за другите земји во регионот. А дали има ваков исти проекти во некоја земја од регионот? Немаме сознание дека има вакви проекти во регионот, но имаме сознание, например, за други соработки кои сме ги имали и кои се во тек со институции во областа на здравството, а тоа е јавната установа во Охрид
Заводот за рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања. Значи, тука имаме една соработка од над 23 години во континуитет. Значи, йога професор Ванчо Тасевски работи со пациенти после прилежен инфаркт во соработка со специјалистите кардиолози во Заводот за рехабилитација. Значи, таму се увиде дека йога со специализиран програм дава одлични ефекти и тоа трае со децени. Такво нешто во Европа немало до сега. Значи, Йога Сојузот на Македонија има изворедна комуникација со институциите од здравството уште од порано. Значи, и други институции од 80-тите години, од 82 година, значи таа соработка трае. Тоа е еден долг период и тоа значи дека навистина квалитетно се работи. Значи, тоа знање, таа методологија од страна, воспоставена од страна на йога учителот Павлос Хасанагас, навистина дава изворедни резултати. Вие до сега имате сигурно направено и повеќе истражувања, еве кои се позитивните ефекти, односно како јогата би можела да влијае врз здравјето на луѓето? Па вака, значи, Йога Сојузот на Македонија во овие последните 3 децении има изработено околу 34 истражувачки труда, значи научни истражувања тоа се работени, кои покажуваат вистинската димензија на Йога Сојузот, значи свртеност кон истражувања, кон факти за ефектите од йога преку едни истражувачки процеси по соработка со медицинските установи во Македонија и тие факти, да речеме истражувања, се презентираат на научни конгреси, на медицински конгреси, значи ние сме настапувале на првиот конгрес на кардиолозите во Македонија, настапување во светски конгреси за йога и холистичко здравје, кај се презентира тоа знаење од Македонија, каде некои не знае за Македонија, но кога ќе видеа резултатите од тие истражувања, пристапот на кој е работено, луѓето беа исклучително многу позитивно изненадени од она како се работи йога во Македонија. Еве сите кои што не гледаат денес, кога што ја следат нашата утринска емисија, каде може да се пријават сите заинтересирани? Па може да, значи вака, значи Йога Сојузот на Македонија има фан страна на Йога Сојуз на Македонија на латиница, има веб страна, значи www.yoga.org.mk, каде што може да се видат сите тие работи за кои сега зборувавме, посебно за научните истражувања, за она што се работело. Таму имаме дел, да речеме, линк за йога за бремени, кои што може да прочитат за искажување на бремени жени кои изјавуваат после пораѓањето. Имаме искажувања од специјалисти, значи гинеколози, за нивните искуства со тие жени, како тие го гледале нивниот развој на бременоста. Таму имаме, значи, некои текстови за йога и бременоста, стручни текстови од јогински аспект напишано, така да може таму да се информираат. Исто така на фан страната на Facebook на Йога друштво Штип, значи Йога друштво Штип на кирилица, може да дојдат на кои телефони да се јават. Значи веќе од јануари ние ќе продолжиме во Домот на културата и што е битно, треба само да се пријават, да дојдат. Значи рековме, не е битно во која фаза на бременоста се. Значи битно е само да е тоа се после 3-ти месец, да е тоа нормална бременост и ние сме тука да почнеме да соработуваме, да го пренесеме тоа знаење на тие жени кои се во таа една благородна, благословена состојба, што како што се вели традиционално кај нашиот народ. Така и за крај еден совет и порака до нашите гледачи да започнат да применуваат йога вежби. Да. Йогата е исклучително благородна дисциплина. Значи тоа е една наука за развој на човекот, пред се за неговиот спиритуален развој, а секако и на физички, на психолошки план, и која овозможува за едно усовршување на човекот, кој му овозможува да се соочи со предизвиците на современото живење, посебно со стресот и проблемите кои се јавуваат, или кратко речено овозможува едно подобро здравје кај современиот човек. Ние тоа го овозможуваме во Йога друштво Штип и ги покануваме сите, значи да дојдат и да практикуваат йога во Йога Сојузот на Македонија, во повеќе градови имаме, така да, како што рековме, на контакт податоците што ги има на веб страната, на фан страните на Facebook, може да ги добијат тие информации. Така. И јас ви многу благодарам што одвоивте време за нашата утринска емисија Рано наутро.
и секоја добро. Да имате успешна 2016 година, да организирате многу проекти и така натаму. Ние со проектите ќе продолжиме. Во една прилика ме прашува дали сте задоволни. Сум задоволен она што го направи Јога Сојуз за 2015 година, но 2016 година планираме да бидеме уште подобри. Да се расширите што повеќе членови да соберете што во вашето повеќе друштво. луѓе да практикуваат јога, тоа е едно подобро здравје за поголем број на наши граѓани во Република Македонија. И сега на крај би сакал на гледачите на вашата емисија Рано наутро да им ја честитам новата 2016 година, да им покажа, да им посакам многу здравје, многу среќа и да се гледаме за убави работи во новата година. Така. Јас ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, овде го завршуваме разговорот со Томе Биновски, професор по јога, а одиме со една музичка номера, потоа се враќаме повторно во студио да продолжиме со другите содржини, си до 9 часот и 30 минути.